Почитувани, последниве денови економските така наречени експерти од СДС се обидуваат да создадат слика дека македонската економија е во криза, мешајќи го нивото на цените со инфлацијата и номиналните со реалните показатели. Официјалните бројки покажуваат нешто сосема друго. Инфлацијата во јули изнесува 2,3% на годишно ниво. Кај храната и безалкохолните пијалаци цените во јули се намалени за 1,1% во однос на јуни. Од априлскиот врв до јули годишната стапка на инфлација падна за 3,4%, односно 60% пониска во однос на априлското ниво. И тоа е факт. Секако, пониска инфлација не значи дека цените се вратиле на нивото од пред неколку години. Значи дека темпото на нивниот раст се намалува. Талогот од СДС тврди дека тоа било резултат на замрзната економија. Но ако не економијата е замрзната, како индустриското производство во јуни расти за 6,5%, преработувачката индустрија за 7,9%, а производството на капитални производи за 8,6%. Само еден месец претходно, СДС зборуваше за слободен пат на индустријата. Денес, по најновите податоци, индустриското производство за целото прво полугодие е во плюс. Не расте само индустријата. Извозот во првите 6 месеци е повисок за 8%, а реалниот бруто домашен производ во првиот квартал расте за 3,1%. Подвлекувам реален раст на бруто домашниот производ, што значи дека влијанието на цените веќе е земено предвид во пресметката. И капиталните инвестиции ги демонтираат тезите на СДС. До крајот на јули се реализирани 21,3 милијарди денари капитални расходи, што е за 39,6% повеќе од истиот период минатата година. Истовремено, вкупните буџетски приходи се повисоки за 9,3%, а даночните приходи за 10%. И кај животниот стандард имаме важен показател. Просечната нето плата во мај расте за 8,2% номинално, а 3,2% реално. Значи имаме намалување на инфлацијата, раст на бруто домашниот производ, раст на индустријата, извозот, капиталните инвестиции и реалните плати. Тоа не значи дека сите проблеми се решени, но значи дека приказната на СДС за економски колапс не ја издржува проверката со официјалните бројки. Ние ќе продолжиме со работа за повеќе инвестиции, производство, работни места и повисок животен стандард. Економијата не се мери со партиски соопштенија, туку со резултати. А резултати покажуваат дека Македонија се движи напред. Ви благодарам.